Доволно е да се споредат каматите на штедните влогови на граѓаните кои се минимални и каматите на кредитите кои ги користат од банките, па да се заклучи зошто првите се сиромашни и вторите богати. Граѓаните коментираат дека штедењето во банките повеќе не е атрактивно, бидејќи за своите пари добиваат камати со 1-2 децимали, па вложените средства не раснат, туку остануваат на основното ниво. Така испеќа дека единствената придобивка од штедниот влог во банка е сигурноста при чувањето. Од друга страна, подигнувањето кредит повлекува за почеток едноцифрена, но подоцна и двоцифрени каматни стапки, кои подигнатите средства ги прават мощне скапи. Зависно од условите на банките, кои главно се разликуваат во маркетингшките трикови, од периодот за отплата и од видот на кредитот, дали е потрошувачки, стамбен или некој трет, износот кој треба да се врати заедно со каматата е 1/5, 1/4 или помалку или повеќе поголем. Таквата дестимулативна политика во сферата на штедењето одвраќа многу граѓани од банките. Дел се решаваат за штедените пари да ги чуваат дома, иако секогаш е присутен ризикот од кражби и опасноста од некакви катастрофи, како пожари, поплави. За обичниот човек е несватливо зашто денарите или еврата имаат различна цена кога ги дава банката и кога ги остава штедочот, бидејќи во основа тоа се едни исти пари кои вртат во тој затворен круг. И дали тука лежи одговорот на прашањето зашто банките се богати, а граѓаните сиромашни. Меѓутоа, токму поради овие дилеми, се поголем број граѓани се определуваат за издвојување средства во пензиски столбови, што исто така е своевидно штедење, условено со можноста парите да се подигнуваат почнувајќи од последната деценија пред пензионирањето. Иако и ова така наречено штедење е оптоварено со административни трошоци, кои практично ја подједуваат повисоката камата.